sumnja slušalo džanam, sinoća sumnja slušalo, gdje sumnja Đorđi pražalo džanam, sinoća sumnja slušalo. Godaj me tinke do džanam, zato i Đorđija Bekrija.
пратили типички цветови, сакам да ви се представам со нашите великани. Македонија од секогаш раѓала великани, дали било на уметничко поле, дали било на литературно поле или на сите други полиња. Македонија, нашата мила татковина, нашата родина, која имала многу тешкоти, али сепак се гордеам што сум македонка и што можам на македонски јазик да зборувам. Јас имам чест да ги прочитам нашите три великани, Григор Павличев, Блаже Конески и Константин Милодиновски. Првата е Сердарот. Пискотници се слушаат од Галичник до река, од тешка несреќа ги збра, и мажите, и жените, та гласи тажна ека и навива салкопи зла. Дал град Болиња житородни ги беше фатил, или ројот скакулци се вдал, дал султанот Рачли час пред време им пратил да збира арач, луд бешал. Тоа е од Григор Павличев. Сердар. Тешкото има преголемо значење за Македонија, тоа ќе го зборуваме во некои други прилики. О, тешкото! Зурли штом диво ќе писнат, штом тапан ќе грмне со подземен екот, во градиве, зошто жал луто ме стиска, во очиве, зошто навирува река, и зошто ми иде да плачам ко дете, и да превијам раце, да прекријам лик, да гризам јас усни, да стегам срце клето, да не пушти вик. И тъга за југ од Константин Милодинов. Не, јас не можам овде да седам. Не, јас не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, јас да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места јас да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо по срцев кавал да свирам, срце да зајдвит, јас да си умирам. Ви благодарам. Почитувани присутни, почитувани гости, добре дојдовте од мене малку покасно. Добре дојдовте на промоцијата на книгата Враќањето од Делфи од Тодор Богев. Ние како библиотека Фриткин минатата година имавме 80 години постојање, юбилеј, и ја завршивме на еден убав начин, издадовме 3 книги на наши роднокрајни автори. Оваа година ја започнуваме токму на ист начин како што ја завршивме, на промоција на овие 3 книги. Една од тие книги е токму Враќањето од Делфи со поднаслов Книгата, виното и музите на уметноста, давајќи акцент на сите уметности. Со голема чест застанавме како издавачи позади ова дело, затоа што вреди да се прочита, вреди да се виде. Нема да зборувам ништо за книгата, затоа што тук има цел тим кој што ќе направи добра промоција. Марија веќе се представи, Марија Црвенковски, која што читаше, Ацо Малинков, кој што е модератор, Весна Гркова како промотор, автор Тодор Богев, се разбира, и Марионка Антоновски, која што ќе чита извадоци. Уживете! Благодарам за поканата и можноста да бидам дел од оваа вечер. Вечерва од мене ќе слушнете нешто што Тодор го замислуваше како разговор со самиот себе. И додека ги пишувал страниците на овој негов роман, не барал совршени реченици. Пишувал тивко, со сомнеш и со љубов, како човек кога оди попат и си остава траги за да не се изгуби. Оваа книга за него не е доказ, туку ја би рекла едно признание. Си признава себе си што всушност тој чувствува, што доживува, а доживува олеснување и потоа продолжува. Тој искрено ги сака македонските песни, слушнавме од госпоѓа Црвенковски, и често вели дека без нив зборовите се празни.
не се целосни. И затоа посака, како негова желба и моја и задоволство исто така, Сердарот, Тешкото и тага за југ да бидат присутни како негов чекор, како негов здив и како тишина меѓу овие реченици што сега ќе ги прочитам, текст видување. И не само обичен текст, туку чувство на одење, на заминување и на враќање. Сега ве поканувам да го слушате овој текст тивко, исто како да слушате нешто свое. Патот. Сердарот во него не тргна со војска, туку со спомени под нозете. Секое камче, секоја роса го прашува: зошто одиш? Кој те чека? Каде ти е домот? Тој не знае. Но знае дека мора да тргне, да се изгуби, за да се најде. Кога сонцето го гали, а мислите се ладни, тагата го учеше дека болката е неразделна од љубовта кон животот. И дека секое место што го напушта е местото каде што се раѓа повторно. Делфи, Хвар, Битола. Па не се тоа само точки на картата, туку и ритамот на неговата душа. Секое заминување е враќање и секој крај е негов нов почеток. Секој патник што го наблюдува го гледа како светлина во тежината, мирот во движењето и смислата во тагата. Сердарот, Тешкото и тага за југ не се три песни, туку тоа се три срца што чукаат во него. А тој е само патник што учи да оди со нив. Без брзање, без криење, само присутен со секоја роса, со секое камче, со секој шепот од земјата и се осознава себе си. Благодарам. И ако вечерова почувствувавте нешто свое додека интерпретирав, тогаш на вистина се сретовме. Благодарам уште еднаш. Ако сум јас на ред да ви кажам само добро вечер, добро дојдовте. Полно е овде градската библиотека Феткин во Кавадарци и баш ми е милуване. Наша прва соработка со автор Тодор Богев и не случајно разговарајќи околу како би се рекло тоа, околу една шема, конструкција на промоцијата на овој дело, гледавме да избегнеме што можеме повеќе од некои клишеа, од некои класични шеми кои што во принцип се повторуваат од кога постои пишање збори, од кога постои посебно ликовната уметност. Кога се работи за изложби или промоции на дело, дали е тоа поезија, проза или било што обично, знаете како некако добро вечер, благодарно на домаќините, на организаторите, на издавачот во случајот на литературно дело библиотеката Феткин. Авторот е тој тогаш роден таму, живеел, не знам што, малку музичка точка, ама не вако како што беше на почеткот, ние ги изместивме малку сите работи. Па малку рецензии, ајде да му дадем збор на авторот и прашајте што треба. Не така. Договоривме, реков, не е ова прва соработка. Ови патувања низ времето наши. Јас го работев Сердарот пред 20 и нешто години, 2004-2005, една од моите поуспешни представи, поставени на сцена, макар што е тешко. И предизвик да се постави нашиот официјално признат втор Хомер. Нели? За тој Оарматовос и Сердарот, за Конески не сакам да зборувам, за браќата Милодинови и за Константин и така натаму. Сега. Јас само ќе се навратам вака. Од таа една рецензија, значи скокаме белешка за авторот,
Значи се навртам со едно прашање до авторот на крајот, кое што е, меѓутоа, околу рецензијата и тој Раул Амон, знам кој е рецензентот, и авторот знае и не е важно. На крајот, оно што ми остави впечаток, вели, книгата е интересно систематизирана. Односно е систематизирана со 10 патувања, 10 раскази, 10 размисли. Така јас ја анализирам со тие 10 структури. Така што преку секоја незина следна етапа, преку секој нареден наслов и преку интересното четиво не води до пораката која што авторот сака да ја сподели со нас. Сега како ние акушерки, како се вика бабиците, тоа сме ние, тие промотори или медиатори, да доближиме делото, а да не ви објаснуваме многу и да не го читаме, а читателите треба да го прочитаат и да го примат онака како што секој индивидуално ќе помине низ неговата душа, ум, мисли и така натаму и чувства. Вели, не води секоја етапа, не води до пораката која што авторот сака да ја сподели со нас. А тоа е, сите ние подобро да се проучиме и да осознаеме како функционираме како психа и како надарен ум со големи и неверојатни умствени способности. И на ова јас ќе се надоврзам од тие 10 етапи низ неговите патувањата се убави да се читаат и за Сплит, и за Хвар, и за враќањето на Хвар, и за Битола, и за така натаму и така натаму. Се интересни поглавја тие етапи. Меѓутоа има едно кое од авторот е именувано како логичката реторика управува со светот. И таму вели еден краток извадок. Еве да земеме како функционирало општеството од неговите зачетоци па до ден денес. Според некои теоретичари на заговор, јас сум далеко од тие, не признавам, меѓутоа, тоа општество функционира преку 3 елементи. Насилниот елемент, чиј прв аргумент се војска, полиција, физичка сила, присуд, принуда, присила, насилство. Ти форсираш своја реторика за тоа што е исправно, доаѓаш до конфликт со помоćна сила, физичка, организирана или не знам, ама многу добро, затоа и го одрвам. Родителот ти влепува 2-3 шлаканици, ти наметнува спротивна реторика, подосна за да те расположи ти дава чоколада, купува подарок, велосипед, домашен љубивец, и ти ја преправаш својата логичка реторика и ја усогласуваш со таа на својот родител, и што тука сега не е јасно. Вториот аргумент е уверувањето. Во филмот Адвокатот на ѓаволот со Кијано Ривз и Ал Пачино во главни улоги, најголемата манипулација со судската постапка, Кијано Ривз во улога на адвокат, ја правеше со елиминација на поротници со неповолна реторика на размислување во однос на донесувањето на поволна одлука за неговиот клиент. И сега се гледа од која социјална група дојде поротник, се знае да предчувствуваш како ќе се изјасни поволно, неповолно, па калкулација. И натаму следат. Затоа постојат религиите како еден од центрите за моќ. Значи, одиме на уверувањето на третиот дел. Религијата е таа која има улогата на обликување на човековото уверување. И така натаму. Оставам на читателите. И најпосле, ако се однесуваш спротивно на пред се моралното, кое можеме предодредено, и тоа доаѓа од нашата човекова природа, од Бога и општеството кое доаѓа од земската власт, следуваат укор, казни, затвори и така натаму и така натаму. Нема да ви должам, некогаш тоа биле за сите овие работи моралните вредности, во некои општествени периоди била во сила воената реторика, заканувачка. И одиме до третиот столб на општественото обликување, кога доаѓа од неопходноста на човекот да мора да се храни и до парите, како средство за 3 точки. Од мене толку како една од етапите, јас за сите други ќе го прашам и спомнам
и патувањата во животот и така натаму. Не она чисто биографски кај го водел животот, две прашања само. Зошто главниот лик тие биографски, уверен сум. Тоа ќе ни каже авторот на крај, пак ќе го прашаме, нели? Од тие биографски, ама тоа е Тодор Богоев. Зошто баш е Благоја, а Благица е неговиот животен сопатник во животното патување? Измешани се. Така малце има таму епизоди во еден расказ во Солун кој крадат кола, па идат да се земат, па е нема, па тука е синот, па тука е, значи, семејно патување низ животот во одредени нели етапи, се Благица, Благоја, Тодор и така натаму. Одговори. Тоа ми е така, освен тоа биографското зошто и како, имам уште едно прашање за крај, не сакам после да ли должам. Враќањето од Делфи, дали Тодор био на враќањето во Делфи? Да. Уште еднаш би било корисно да се посети Делфи, Од мене толку, ви благодарам што ме слушавте. Јас поканете Весна Гркова, она повеќе во некоја улога на рецензија и така едни интересни осврти. Благодарам. Јас сум Весна Гркова, виш библиотекар, вработена во библиотеката Петкин. Оваа вечер се собравме овде да ја промовираме книгата Враќањето од Делфи од нашиот роднокрајен автор Тодор Богоев. Тодор има напишано 2 книги за Делфи. Па што е тоа што толку многу го привлекло за Делфи, што станало негова обсесија? Би сакала да кажам еден старогрчки мит за тоа што значи Делфи во старогрчката митологија. Зевс од 2 краја на светот пуштил по еден орел и сметал дека на местото каде што ќе се крстат орлите, тоа е центарот на светот или папокот на светот и местото каде што се вкрстиле, тоа било Делфи. Овде имало една длабока пукнатина и на брегот на таа пукнатина седела една пророчица. Пророчицата од гасовите кои што излегувале од длабочините на земјата, паѓала во транс и ја предвидувала иднината, им предскажувала на луѓето што ќе се случи и како ќе се случи, но најчесто нејзините одговори не биле толку многу дефинирани, па секој можел да си протолкува двосмислени како што смета дека така ќе биде. Така сега јас ќе почнам да зборувам за ова дело, да ве запознаам во кратки црти за неговата содржина. Да видиме првиот дел од Автопат за Делфи представува духовно патување на авторот за Делфи. Тоа автопат представува метафора, не е физичко патување. И овде тој не запознава со неговата преокупација со мудростите од старите духовни учења за човекот и за животот, а најмногу зборува за Делфи како папокот на светот и неговата желба да го посети. Во најновото дело, Враќањето во Делфи, се зборува за неговите патувања и доживувања откако го посетува светилиштето во Делфи, но овој пат со прикажување на разни патешествија од неговиот живот низ познати туристички места и градови како Солун, Сплит, Хвар, Битола, археолошки наоѓалишта, Делфи, Хераклеа, Дион и други. Главен лик во книгата е Благоја, човек влюбеник во духовноста кој подолго време има желба да го посети Делфи. Овој храм низ вековите го посетувале многу луѓе, кралеви, мудреци, а според преданијата го посетил и Александар Македонски пред да тргне во поход. И откако го добил предскажувањето кое го протолкувал дека е непобедлив, тргнал во освојување на светот. Благо е на ова место кое представува папокот на светот, доживува духовно просветлување посредбата со божествената енергија на Божицата Атина. Пред нејзиниот храм чувствува необичен мир и поврзаност со Божиот извор на животот. Понатаму во книгата дознаваме дали оваа посета на Делфи има влијание врз животот на Благоја, какви промени настануваат, што се случува на враќање од Делфи. На враќање со синот решаваат да одседнат во Солун во еден мотел и наредниот ден да се вратат во родниот град. Но го очекува непријатно изненадување, кога утредента во Солун откриваат дека нивниот автомобил е украден. После пријавување во полиција се враќаат назад во Кавадарци. Овде Благоја дознава уште една непријатна вистина.
Компанијата, каде што тој е вработен долги години, се затвора. Таа вест предизвикува еден страв што постои кај секој човек, па така и кај Благоја, страв да останеш без финансии и со компликации за материјалната екзистенција. Поради тоа, кога од свој колега дознава дека се бараат работници во комплексот хотели во Маврово, се пријавува и со препорака од неговиот колега добива работа и тргнува за Маврово. Овде го пронајде своето прво работно место по затварањето на фабриката во која го имаше поминато целиот свој работен стаж. Оваа работа трае додека е сезоната на скијање. Во овој период тој добива повик во кој го информираат дека се бараат работници за работа на островот Хвар во Хрватска. Благоја со сопругата решава додат на интервју, па што биде нека биде. Се наближува летото и тие се повикани да потпишат 5-месечен договор за работа во најубавиот остров на Јадранот Хвар. Повторно со својот колега и сопругите тргаат на долго патување и по неколку дена стигаат во Сплит, каде го пијат првото кафе во Хрватска покрај морскиот брег. Кога стига во Хвар, започнува нивниот 5-месечен работен престој. Работата е напорна до степен на издржливост. Деновите ги поминуваат во работа кога имаат слободно време, одат на плажа или на прошетка во градот Хвар, каде секоја вечер има пријатна музика во која уживаат и одмараат. Имаат впечаток дека не се наоѓаат на остров оделно од копното. Поради големата навалица на туристи, тие чувствуваат како Хвар да е моменталниот центар на светот за нив двајцата. Овде неговата сопруга доживува незгода, со што тие се приморани да одат до Сплит до болницата. За среќа се работи за мала повреда, па по неколку дена таа повторно се враќа на работа. Кога доаѓа време за враќање во родниот град, тие задоволни од финансиските резултати од нивната сезонска работа, со жалење гледаат во ова прекрасно место кое представува единство и спој на копното и морето. Извесен период Благоја не беше вработен, додека не му се укажа шанса за вработување, овој пат во Битола, во германската компанија за производство на електрични инсталации Кромберг и Шуберт. По известен период тој го поминува, овој период овде го поминува како самец, па почнува да му пречи оддалеченоста од сопругата и семејството, затоа решава по колективниот одмор од фирмата, што тој и сопругата одлучуваат да го поминат во лептокарија да даде отказ на работа. Оваа фаза од неговиот живот за обезбедување на материјална екзистенција за себе и за својата фамилија изгледа чисто материјалистичка, но сепак заради други споредни, но многу важни моменти, ќе биде и духовна, водена од Божјото водство и од Божјата промисла. Благоја воден од неговиот непресушен интерес да собира знаења за духовноста и за животот од разни страни на светот, од разни поминати историски и цивилизацијски времиња, не мирува. Во своите патешествија од животот во Солун, Маврово, Сплит, Хвар, Битола, Лептокарија, од археолошките наоѓалишта Делфи, Хераклеа, Линкестис, Дион и други, тој го извлекува максимумот за своето духовно просветлување. Во сите овие места ја проучува нивната историја, ги посетува историските споменици и археолошки локалитети, неуморно истражува да ја открие вистината и значењето на символите, храмовите, артефактите. Како што лотосовиот свет изникнува чист и прекрасен од површината на матните води во барата, така духовноста го просветлува Благоја и му дава сила да издржи во најтешките и најтемните моменти од неговиот живот. Дејството во книгата не води од едно духовно доживување кон реални, секојдневни искушенија, со што авторот покажува дека спознавањето не се случува надвор од животот, туку низ него. Книгата е напишана на лесен разбирлив јазик, со описите кои ги дава авторот додека се наоѓа низ градовите и археолошките наоѓалишта, чувствуваме и се добива представа дека се наоѓаме и ние таму со него, дека можеме да го почувствуваме морето, да се поклониме пред храмовите, да го почувствуваме мирот и духовноста кои тој ја доживеа. Се обидов во кратки црти да ве запознам со содржината на ова дело, Враќање од Делфи на Тодор Богев. Се надевам дека ве заинтересиравме и вие препорачувам да ја прочитате. Малку пред да предложиме сакам неодамна кажав дека 20 млади луѓе ословувам со маестро. Не знаат дека биле во крвно сродство.
едниот е ангел. И ште е? Маестро. Читајќи ја книгата, барав дел кој што ќе биде примамлив за публиката, за нас. Се одлучив за следно. По враќањето од Делфи, Благоја имаше време да ги сумира впечатоците од неговата посета на Делфи. Се чувствуваше како аџија што, ете, веќе еднаш ја реализирал таа своја дамнешна неостварена желба, за чија што реализација постојано се колебаше. Толку многу што почна да се сомнева дека некогаш воопшто ќе ја реализира и ќе го посети Делфи. Но настаните што ќе следуваат потоа ќе воведат бурни промени во неговиот живот. Најпрво информацијата што ја доби по телефон во Солун за проблемите во неговото предпријатие,
се претвори во вистински целосен проблем и дебакл на неговата фирма во која работеше без прекин веќе 30 години. Но, како што вели народната поговорка, кога луѓето ти затвараат една врата, Господ ти отвара друга. Дури еден од луѓето со кои многу често пиеше кафе, на Благоја му забележа: "А бре Благоја, многу ти тргна на назад откако се врати од Делфи. Еве, нели гледаш дека ти го украдо автомобилот, ти пропадна фирмата, дури ти се скрши еден зап? Еден од оние предните, па ти се наруши и насмевката." А дали му се наруши насмевката на Благоја, ќе оставам вие да пронајдете. Дали му се роди нова насмевка или си најде нешто ново што го заживеа од почеток, оставам исто така вие да видите како читатели, а нешто што мене така ме допре е овој краток дел и ќе ви го представам сега. За оние кои што не ги интересира духовноста, книгата ја завршија кај неизината 90 и некоја страница. Зошто ќе видите? А во овие следните страници остануваат само оние кои што ги интересира антропологијата и духовноста, каде што сакаат да чујат нешто повеќе за подобро разбирање за човекот и неговата природа. И не само што Благоја се пронајде, ви ветувам дека и вие ќе се пронајдете, бидејќи јас и се пронајдов, и ова е книга што се чита повеќе пати. Со секое наредно читање, секогаш ќе имате нови размисли за себе. Топло ја препорачувам. Пред да се вратиме до авторот, додека крши тоа тремата, ние актерите од театар знаеме пред премиера скрши нога. Крши ја тремата, колку е тоа поврзана уметноста секаја, значи, не знам, втор пат Хомер ќе го спомнавме Хомер во контекст на Прличев, нели изследват како втор Хомер, меѓутоа има една театарска дефиниција, колку звучи една театарска пауза, односно една запирка интерпунцијски, буквално, и литературно, всеки го поврза. А така не, ќе се вратиш ти. Грешка протумачена, запирка гине. Ќе загинеш, не ќе се вратиш ти. Така да, има тука милион детали од тоа Делфи, од тие доживување, може би една запирка не е може да се спомне, ама многу значи. Сега и може. Повелите и вие да се комуницираме малку и да се позборуваме со авторот. Така, значи сега кодешно да се обратам и јас до вас. Сите тука што сте присутни не сте случајни луѓе. Писатели, поети, љубители на уметноста, културни работници и така. Значи, сакам накратко да ги одговарам прашањето што ќе ги постави. Делфи во старо време било место каде што се добивале врвни информации. Значи, апелацион, значи, тој назив е врвно мислење во делот на судството. Значи, не во смисла на пресуда, него во смисла на вистина. Кој од затужените страни е во прав. Значи, иделе кралеви, иделе видни луѓе, каде да формират нов град. Значи, не било sejedno зошто би правиле град на некое место кое не е предодредено за тоа. Нема елементи за такво нешто и по однос на главни прашања се консултирале. Јас кога одев со автобусот викам, добро, значи на овие превозни технички средства, автобусот мислиш оде на небото се качуе, а во старо време оделе со маски, со коњи, со некакви коли и така натаму.
Пророчеството давало информација, меѓутоа најверојатно не смеело да го менја текот на историјата. И имаме прашање, например, што ќе се случи ако го нападнем соседното кралство? И одговорот е ќе пропадне големо царство, ама неговото. И кралот Крес, мислам дека. И меѓутоа неговиот ривал не го убива, му вика: што ти требаше оваа работа сега, видели Златно кралство ти пропадна, сега и моите војници те плячкаат таму. И вика: па не веќе, не ме плячкаат мене, вика, сега ти си цар. И одма дал наредба, одма да се прекине со рушењето, со плачкањето и така натаму. Значи, ми беше предизвик да го посетам и денеска е едно од најпосетените места во светот, археолошки места. Топ места меѓу пирамидите и така натаму. Царот Теодосиј I, велики, во 300 и некоја година дал указ за Делфи веќе да се прогласи како завршена приказна, со земска власт, дека нема духовно веќе значење. Меѓутоа, со моето одење таму, јас видов божански енергии. Значи, слични со описите на Платон, на Аристотел, на Хомер, значи, истите тие описи, јас што ги почистувам. Малце се служам доста со вештачката интелигенција за некои работи. Во пребарувањето на тие описи, на тие стари записи. Значи, јас Божичата Атена доживеав како мирна енергија, мирот како начин на постоење. Самозадоволна енергија, значи немаш потреба да страсти и некакви незадоволени желби. И така некој ми беше исполнително, што се однесува за енергијата на Аполон, информацијата. Спојот на информацијата и енергијата. Во техничка смисла, информацијата владее со, да речем, огромни машини, багери, со мала електроника се командат. Меѓутоа, таму е одвоено енергијата, масата на, да речем, на багерот и на информацијата. Во биолошка смисла, информацијата и е енергија. Со многу моќен, многу висок значај. И во биологијата таа релација измеѓу информацијата, така го осетив дека информацијата дава слобода од незнаењето, од заблудите, од непријателствата, ги помирува, ете, два крала се помириле после војните и така натаму. Понатаму, состојбата со мојата фирма била веќе без разлика дали чисто модел или не, имало проблеми кои што не ги знаели. Се поклопи со враќањето од таму да ја дознам таа состојба на компанијата. И дори автомобилот не го украдува во Солун, меѓутоа не дојде ред ни да се скараме со мојот син заедно. Значи, нити го повишивме гласот. Јас секогаш размислувам што би било ако не ни го украдува. Може би бил технички неисправен, може би некоја незгода ќе се случило. И така резонирам, значи секој е лошо за така смисловно го гледам, секој е лошо е за некој добро. Еве, например, компанијата пропадна, меѓутоа мојот живот беше рамна линија претходно. Од дома на работа, нели така, натаму годините се мина. Со затварањето на компанијата малце имаше тешкоти во животот, меѓутоа па и нови видици, нови хоризонти. Значи, скоро па никако не би можеле да бидеме во Хвари или во Сплит и Битола, археолошки наоѓалишта. Битола имав апартман на самиот Широк Сокак. 5 месеци живее буквално на Широк Сокак. Така да, меѓутоа спомнам дека размислувам
го користам ChatGPT, како што порано Google за некои информации го користивме Google да се информирам. Сега имаме и сижирано мислење, значи не само информација па да ја бараш ти конкретно, него имаш точно тоа што ти треба. Се информирам за со сите овие истражувања покушавам да го одговорам човекот. Значи аматерски, како Шриман што ја барал Троја, тој е бил аматер. Некогаш аматерите од нивниот ентузијазам и љубов знаат да дадат подобри резултати од професионалците. И се интересирам, му давам задача, викам, де поделиме го човечкиот мозок на начин како што е поделена прстите на раците. Нели златниот пресек што го сочаваме сегден во симетријата на нозите, на целото тело и така натаму. И он ми даде една поделба по длабочина на мозокот. Првен неокортексот, ментални, логички размислувања и така натаму. Во средината се чувствата и на крајот е тоа што и уметникот не знаеме што се случува со него додека креира. Додека го ствара делото. Значи, тој дел е крстен, научниците не знаат да му дадат назив, за останат рептилски мозок, а моја, да речам, некоја иновација во книгата е дека тоа е мозок со највисока фреквенција, каде што зборот не може да го следе настанот. И затоа научни откритија, нови песни, тоа е тоа што не може да го објасне музичарот додека го креира делото. Дори трчи и вечер да ја запишува на лист, за да не заборави. Ете, тоа иначе има интересни описи од Битола, од Кфар, од Сплит. Случајно присуствуваме на салвите на Диоклецијан, по некоја случајност таму и така натаму. Има интересни моменти, така да со ова мислам дека можеме да преминеме на коктел. Марија се пише. Леле, блаже. Јас колку мало. Едниот ми